Договорот меѓу премиерот Заев и председателот на Алтернатива Гаши за влезна оваа партија во владата предизвика голем број на објави на социјалните мрежи, дел од кои беа полни со дезинформации, но и потикнување на нетрпеливост. Во твитот на извесен господин Македон, кој минатата недела беше еден од најпопуларните твитови со дури 165 споделувања и над 630 реакции, се поттикнува етничка нетрпеливост и се изнесуваат следниве дезинформации. 90 пратеника македонци, 4 министри, 30 пратеника албанци, 12 министри. Твитер налогот на Гоце Чекоров Ланспак на 5 декември објави дека владата на СДСМ има 2 министри од СДСМ. Два министри. Оваа објава достигна над 100 споделувања и 375 реакции. Но не е точно дека има 90 пратеника македонци, 4 министри. Како што не е точно ни дека има 30 пратеници албанци, а 12 министри. Ниту пак дека владата има 2 министри од СДСМ. Слични дезинформации со слични намери беа пласирани и во популарни постови на мрежата Facebook. Страницата Приказни од булеварот на 6 декември исто така објави пост во кој се вели: во владата имало 18 министри од албанско етничко потекло и 17 од македонско. Чисто сумњам дека и тие 17 сите се македонци. Па сега, драги мои македонци, удрете есап колку чини вашиот глас на избори. Како 200.000 гласа на албанците носат повеќе власт во Македонија од 650.000 на македонците. Објавата доби над 1800 реакции и дури 73 споделувања. Овие објави полни со дезинформации не би ни заслужувале внимание и анализа во кратки нозе, доколку не се најда меѓу најпопуларните твитови и Facebook објави на неделата. И доколку не беше очигледна намерата да поттикнат етничка нетрпеливост. Публиката треба да ги отфрли објавите на овие подбуцнувачи и да не дозволи да биде жртва на нивните манипулации.